Значи ова се кривични дела со несторување се вика. Неотстранување опасност. Тој што со навремена пријава до надлежен орган или на друг начин не ќе превземе мерки за отстранување пожар, поплава, експлозија, сообраќајна несреќа или било каква друга опасност, ќе се казни со парична казна или затвор до 1 година. Тој што со одвраќање или на друг начин ќе спречи друг во превземање мерки за отстранување на пожар, експлозија и така натаму, ќе се казни од 3 месеци до 3 години. Ако има пријава, а кажа еден човек он дека откочани во анкетите дека 10 пати го пријавувале објектот и не си превземал мерки, а си бил надлежен да вршиш надзор за превземање мерки, ти едноставно си одговорен. Второ, службено лице кое свесно ќе пропушти да пријави кривично дело за кое дознало во вршење на својата должност, ако за тоа дело според закон може да се изрече казна затвор до 5 години или потешка казна, а делото се гони по службено ќе се казни со парична казна или со затвор од 1 до 3 години. И сега, должност на полицаецот, на смена, командирот, инспекторот, началникот и така натака, должност е да дознае дали некаде се прекршува законот и тоа да го спречи. А полицијата има своји должности и своји можности. Тоа се вика оперативно прибирање на информации. Тоа не е некоја научна фантастика. Се мисли на видео на Facebook, дека таму има се користат пиротехники. Бидејќи си полицаец, си должен да знаеш дека тоа е незаконски, дека спаѓа под законска норматива. Абе на времето си имаше училиште, 4-годишно училиште беше, средно полициско, па со средно што искачаа ти излегува полицајци како што треба. Сега по партиска.